Во првото од серијата интервјуа за Цивил Медија од почетокот на првиот мандат, изјавивте дека имате приоритет да го департизирате Министерството и полицијата и дека ќе се потрудите да добиете целосен увид во работата и функционирањето на МВР. Во јавноста, особено во извештаите на набљудувачите на Цивилот теренот, се стекнува впечаток дека во моментов има две полиции во Македонија кои функционираат така речи паралелно. Дали имате целосна контрола врз Министерството, особено во овој предизборен период? Дали и каква е комуникацијата со вашиот заменик, Оливер Андонов, кадар на ВМРО ДПМН, согласно со договорот од Пржина? Кој му е претпоставен на Андонов? Вие или неговиот партиски шеф Груевски? Прво сакам да ви кажам дека перцепцијата во однос на тоа дека две полиции има во Република Македонија не ви е исправна, заради тоа што македонската полиција е единствена и таа има еден човек што раководи со Министерството за внатрешни работи, тоа е министерот за внатрешни работи, без разлика кој е министерот. Точно е дека македонската полиција е премногу и непрофесионална, премногу партизирана, дури криминализирана, за жал, ова што морам да го кажам, меѓутоа тоа е факт. И тие се три приоритети, сега ги повторувам, дека македонската полиција, за да ги исполнува до крај интересите на граѓаните на Република Македонија, мора да биде декриминализирана, мора да биде департизирана и крајно професионализирана. Вистинските луѓе во Министерството да ги земат вистинските позиции. Ние имаме договор од Пржино, за основа на тој договор измени во законите како треба да функционираме во овој извесен период, се со цел да се воспостави контрола на системот кој што беше до крај партизиран и злоупотребен во претходните изборни циклуси. Во однос на комуникацијата со дополнителниот заменик министер Андонов, комуникацијата имам врз основа на овластувањата кои што ни ги дава законот. И мене не ми треба никакви нити подобра, нити поголема комуникација од таа што е потребна и пропишана со законите на Република Македонија. Тој треба да одговара исто и како мене пред собранието на Република Македонија. Јас сакам да биде пред се одговорен према полицијата, одговорен према граѓаните што не го покажува во целиот овој негов мандат, а дали тоа е насока дадена од Груевски, можам да се согласам или претпоставам дека да. Се говори дека огромни суми црни пари на 3 дена пред избори се пренесуваат по тајни канали во одредени градови во државата од страна на одредени структури со цел да бидат ставени во оптек на црниот пазар на купување гласови. Неколку дена пред или на денот на изборите? Па видите, се слушаат разни муабети дека во овој дел можно е да се злоупотребуваат гласачите преку купување на гласови. Веќе имаме и неколку обиди за подкуп кои што се процесуирани од страна на Министерството за внатрешни работи, се работи на нив. Јас само сакам да ги предупредам сите оние кои што се дрзнуваат во овој изборен период да посегнуваат по слободата на гласачот, по слободата на одлуката на гласањето, дека нема да има компромис со никого, ниту еден од политички субјекти или припадник на било кој од политичките партии. Така да многу е јасно дека македонската полиција ќе реагира во случај на забележување на било каков подкуп, трансфер на пари или се друго што ќе значи нарушување на изборниот процес. Нам ни треба изборен процес кој што ќе биде фер, демократски, кредибилен. Меѓутоа ги повикувам и граѓаните на Република Македонија да помогнат на македонската полиција, да се вклучат во овој процес, заради тоа што само заеднички можеме да го направиме и подемократски и послободен. Ако било кој се обиде да влијае, да подкупи, да заплаши, треба да го пријава тоа во полицијата и навистина да превземеме радикални чекори мерки. Извори Цивил тврдат дека во Кумановско има починати граѓани чии лични карти или документи за идентификација и натаму се по оптек. Зашто по смртта тие не се објавуваат во МВР, туку нивните семејства ги извршуваат тие религиски обреди и ритуали. Дали нивните документи може да биде злоупотребени на изборите на 11 декември? Па видите, потенцијално секој еден документ кој што го поседуваат граѓаните, секој документ кој што го имаат од починати лица и така натаму, може да бидат злоупотребувани доколку не се одјавени и не се избришени од избирачкиот список. Потенцијално реков дека е можно. Постојат и одредени гласачи кои што ги пријавуваа граѓаните на Република Македонија дека се наоѓаат во една куќа, во еден стан и така натаму.
ги пријавуваат до ДИК, дел од нив се избришани, дел и сега се во граѓаните дека постојат. Сакам јасна порака да упатам до граѓаните. Дека ние го имаме списокот како Министерство за внатрешни работи на сите сомнителни гласачи кои што се запишани во избирачкиот список. И доколку било кој се обиде да го злоупотреби тоа право на глас, стојат сериозни санкции на нарушувањето на изборниот процес. Така да, не само оние кои што пробуваат да злоупотребуваат нечии лични документи и гласови, или оние кои што им вршат притисок на одредени луѓе да бидат злоупотребени тие лични документи, туку и самите тие, доколку бидат забележени на избирачките места од било кој наблюдувач на политичките партии, дека е еден од тие лица кои што стојат на избирачкиот список, а знаеме дека не се во Македонија, знаеме дека не постојат на одредена адреса, тоа ќе биде сериозно проверено. Вашата колешка, министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски пред 2 недели посочи на 134 случаи починати лица во Тетовско, во Тетово и Тетовско, чии што документи се користат и натаму. Дали презедовте мерки да ги решите овие случаи во овие 2 недели? Тие што се најдени документи, односно злоупотреба при примањето на социјална помош или било кои додатоци од областа на социјалната политика, до Министерство за внатрешни работи има доставено извештај и се работи во организиран криминал во однос на овие случаи. Можете ли реално да ја контролирате ситуацијата на теренот на денот на изборите на 11 септември? Сите мерки кои што се потребни во однос на безбедносната состојба во државата и во однос на обезбедување на изборниот процес, преку формирање на соодветните штабови е направено. Македонската полиција се подготвува да сериозно ги превземе сите надлежности кои што стојат пред нас во соработка со Државната изборна комисија, се со цел да обезбедиме слободно гласање, гласање кое што нема да ги оптеретува граѓаните на Република Македонија и обезбедување на избирачките места. Очекувате ли инциденти за овие историски избори? Овие се историски избори. За такви историски избори навистина се потребни и политички субјекти кои што се на висина на сопствената задача. Јас веќе слушам, добивам одредени информации дека некои од политичките субјекти можно е да предизвикуваат било какви помали или поголеми инциденти и апелирам тоа да не се случува, заради тоа што на Македонија сега и се потребни избори по европски терк. И ќе падне одговорноста на сите нас, меѓутоа доколку се обидат со било што, сигурно дека полицијата нема да стои рамнодушно на рушење на изборниот процес. Сериозно ќе се спротивставиме на таков начин на делување и на кршење на волјата на избирачите во Македонија. Тоа значи дека ќе постапувате екс официо, без пријава во случај. Тоа значи дека ќе постапуваме по закон, така како што пропишуваат законските регулативи во Република Македонија, и екс официо, и по пријава, и на секој можен начин, се со цел да го заштитиме изборниот процес.